Вести на Слободна ТВ. Председателот на Собранието Талат Џафери се очекува денеска да ја разгледа иницијативата на ВМРО-ДПМН за одржување на референдум за поништување на договорот со Бугарија. Официјалните информации од кабинетот на Џафери се дека тој денеска ќе биде на работа и дека ќе информираат во врска со неговата одлука за иницијативата. Доколку таа добие зелено светло, тогаш тој треба да ја проследи до законодавно-правната комисија и матичната комисија, а тие треба да се изјаснат за нејзината уредност во рок од 2 работни дена. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски вчера изјави дека верува во успешноста на референдумот, нагласувајќи дека без разлика на резултатот, дури и да не успее, партијата нема да поддржи промена на уставот под овие околности. Ако веќе се прави референдум, прашањето треба да биде дали сте за членство во Европската Унија, смета вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич, коментирајќи иницијативата на опозицијската ВМРО-ДПМН за поништување на договорот со Бугарија. Според него, доколку ВМРО-ДПМН беше против договорот со Бугарија и францускиот предлог ќе гласаа против него. Условите се поставени, преговарачката рамка е усвоена. Никој не може да го оспори идентитетот без наша волја и желба, а кај нас нема ниту таква волја, ниту пак има желба за бришање на такво нешто, порача Маришич. Енергетиката и енергетската стабилност во регионот се очекува да бидат во фокусот на разговорите на премиерите на Северна Македонија и на Грција Димитар Ковачевски и Киријакос Мицотакис на нивната денешна средба во Атина. Владина делегација од Северна Македонија, предводена од премиерот, денеска е во работна посета на грчката метропола и ќе биде примен од председателот на грчката влада. Вчера портпаролот на грчката влада во пресред на средбата истакна дека Грција е секогаш подготвена да им помага на земјите во регионот. Земјите членки на процесот Брдо Бриони, вклучително и Србија, вчера едногласно ја поддржаа препораката на Европската Унија за укинување на визите за Косово до крајот на оваа година. Косовската председателка Вјоса Османи на собирот на процесот Брдо кај Крајн изјави дека апсолутно никој не го отфрлил заклучокот на процесот за препораката на Европската Унија за укинување на визите. Членки на овој формат се Косово, Србија, Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора, Албанија, Словенија и Хрватска. 202 ден од војната во Украина, украинските сили продолжуваат со контраофанзивата, потиснувајќи ги руските сили кои се повлекуваат во насока на Донбас. Руските експерти се едногласни во критиката за стратегијата на Путин, сметајќи дека тој ангажирал премал број на руски војници во специјалната војна операција. Се смета дека бројноста е 8:1 во корист на Украина, што се гледа како главна причина за неуспесите на русите да ги задржат освоените позиции. Покрај Украина се надзира нова војна на Кавказот. Во спорниот регион Нагорно Карабах синоќа повторно избија борби меѓу војските на Азербеџан и Ерменија, откако азербеџанската армија ги нападна ерменските позиции. Во меѓусебните обвинувања кој прв почнал со воените дејствија, двете поранешни советски републики ги возобновија повеќе децениските несогласувања во регионот на Нагорно Карабах, кој во советско време имаше мнозинско ерменско население, но беше дел од Азербеџан. Синоптичарите за денеска прогнозираат сончево време со мала до умерена облачност. Максималната температура се очекува да се искачи до 28 степен. Во Скопје претежно сончево време и температура до 25 степени. Тоа беше се за овие вести.